Почитувани, СДСМ денес даде амин за најголемото покачување на цената на струјата во Република Македонија до сега. Регулаторната комисија за енергетика под контрола на СДСМ удри по джебот на граѓаните. Парите кои СДСМ ги потроши за подкуп, сега ќе ги враќа во буџетот преку покачени давачки кои треба да ги плаќаат граѓаните. Домаќинствата низ цела Република Македонија сега ќе треба да го покријат изборниот подкуп на СДСМ. Имено, Регулаторната комисија денеска донесе одлука за покачување на цената на струјата во висина од 7,4%. Со тоа, сметката на струја која до сега била 1500 денари станува 1600, а сметката од 3000 денари станува 3200 денари. Ова е поздрав од Заев до граѓаните. Зголемувањето на цената на струјата во време на корона криза може да го направи власт која се грижи само за себе и своите интереси, власт на која народот и е на последно место. Регулаторната комисија за енергетика, која ако беше на вистина независно тело, а не партиска комисија, ќе знаеше дека обичниот граѓанин едва и го поминува месецот да се прехрани. Секоја зголемена давачка му е товар на буџетот. Ја прашуваме Регулаторната комисија за енергетика. Затоа ли го одложи носењето на цената на струјата пред изборите, за да може сега без жал и одговорност да ја зголеми истата, водејќи сметка за компаниите, но не и за македонскиот народ. Ова е најголемото покачување на струја во Република Македонија во изминатите 12 години. За тој период, земјата немаше вкупно кумулативно покачување на струја од 8%, а сега имаме покачување од 7,4%. Ова е вистински удар по джебот на граѓаните и нивниот стандард. Изговорот на Регулаторната комисија дека ЕЛЕМ и МЕПСО имаат намалени приходи не држат, затоа што токму овие две предпријатија беа користени како место за вдомување на партиски активности на високи плати непосредно пред избори, бидејќи се вработени повише од 1000 лица. Тоа се работни места кои власта ги делеше во трка по гласови, а плата за истите ќе треба да обезбедат 2 милиони граѓани на Република Македонија преку зголемените сметки за струја. Дополнително загубите се и поради јаздисаноста на власта со тендерите во Рек Битола, каде вртеа камиони на фирми блиски на Заеви. Ова покачување на струјата денес е резултат на расипничкото владење на СДСМ во изминатите 3 години. Граѓаните допрва треба да ги плаќаат сметките за хаосот кој го причини СДСМ во изминатите години. ВМРО ДПМН ја апелираше до Регулаторната комисија за енергетика да ја преиспита намерата за покачување на струјата, затоа што граѓаните не смеат да бидат жртва на лошиот менаџмент на власта, но тие уште еднаш се ставија во функција на СДСМ и на штета на граѓаните донесе одлука за покачување на струјата. Регулаторната комисија и СДСМ донесоа одлука која граѓаните ќе ги чини пари, за некого тоа ќе значи и нарушена екзистенција. Благодарам.